Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Никита, преподобниот Филотеј и светиот маченик Порфири. Светиот маченик Никита, родум од Гот, ученик на епископот Теофил Готски кој учествувал на првиот Вселенски собор. Кога готскиот кнез Атанарик почнал да ги мачи христијаните, тогаш светиот Никита застанал пред кнезот и го разобличил поради безбожништвото и нечовечноста. Мачен со страшни маки, Никита се поцврсто ја исповедувал верата Христова и му се молел на Бога со благодарност. Неговиот ум непрестајно бил воздигнат и вдлабочен во Бога, а на градите под облеката имал икона на Светата Богородица со предвечниот младенец Христос кој стоел и држел крст во своите раце. Оваа икона светиот Никита ја носел затоа што Света Богородица му се јавила и го утешила. Најпосле мачителот го фрлил Христовиот војник во оган, во кој светиот маченик издивнал, но телото негово останало неповредено од огнот. Неговиот другар Маријан го принел неговото тело од готската земја во Киликија, во градот Мопсует, каде што му изградил црква на светиот Никита и ги положил во неа чудотворните мошти на маченикот. Пострадал и се прославил во 372 година. Преподобниот Филотеј од селото Мирмикс или Мравин во Мала Азија. Мајка му се викала со истото име само наопаку – Теофила. Бил презвитер и уште за време на животот бил голем чудотворец. Во една прилика претворил вода во вино, во друга прилика умножил леб. Се упокоил во Господа во 10 век. Моштите му се пројавиле како мироточиви. Светиот маченик Порфири, родум од Мимос, прво ги исмевал христијаните пред царот Јустинијан отстапникот. Така, еднаш, изигрувајќи ја христијанската тајна крштение, тој се потопил на бината во вода, изговарајќи ги зборовите во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кога се кренал од водата, тој извикал: "Сега сум христијанин." Сите мислеле дека тој како актер се шегува, како и секогаш, но тој останал при своето, престанал да го исмејува христијанството и најпосле пострадал за Христа. Било безглавен во 361 година и се преселил во Царството Христово. Благослови